Почитувани гледачи, добар ден. Каков е животот на лицата со попреченост во државава? Има ли напредок? Се прават ли доволно рампи по кои што може да се движат? Имаат ли простор за забава? Минатата година, последен пат, беше организирана модна ревија која што беше специјализирана за лицата со попреченост. Докаде е производството на ваков тип на облека? Утрово разговараме со господинот Гере Трипков, председател на Сдруженијето Equality и Zen Futurist. Гере, ти благодарам што го прифати гостувањето во Слободен печат, секогаш драг гостин, секогаш со некој новитет кој што имаш да го споделиш со јавноста. Денес сме тука за еден фестивал кој што го организирате за 2 дена, практично 3 дена е почетокот. Меѓутоа, најпрво за општите теми, како се живее во Скопје, има ли некаков напредок, не сме се виделе една година, има ли рампи, какво е движењето низ градот, па и низ останатите градови во земјава. Најпрво, Валентина, Слободен печат, ви благодарам многу за поканата и за оваа дружба, секогаш е задоволство да се види во оваа прекрасна студија. Да, како што спомена, го организираме 4-тото издание на Фестивалот на инклузија, надоврзувајќи се на подпрашањето кое што го кажа, дали има некаков напредок од тогаш до сега. Нашата борба и битка останува и понатаму, што значи дека имаме придвижувања, меѓутоа недоволни, заради тоа сме на оваа патека. Она што ние како Сдружение Equality го правиме, и тоа активно од оваа година, тоа е неколку проекти кои што ќе ги организираме со странски партнери и експерти, кои што треба да ги пренесат искуствата и тука, а потоа ние ќе одиме да учиме исто така од нивните искуства. Како во јавните средини, значи пристапноста генерално архитектонска во јавните средини, меѓутоа зборуваме и за пристапувањето кон лицата со попреченост, различен тип на експерти и работници, од социјалната област, од образованието, од културата и од здравството. Тоа ни е вака нешто приоритетно оваа година. Секако минатата година имавме честа да не бидете гости на ревијата. Бевме на модната ревија која што беше специјализирана за лицата со хендикеп. Точно. Што се случи со тоа? 31 модел беа на ревијата, има ли сериско производство, докаде е таа цела работа, ќе можат ли конечно лицата со попреченост да добијат гардероба соодветна за нив, бидејќи кај нив потешко оди облекувањето и времето на подготовка на ауто. Така. Значи, она за што се залагаме од кога го основавме брендот Zen Futurist е да овозможиме адаптирана облека или прилагодена облека на специфични потреби на лица со попреченост, со цел да им се олесни функционирањето, бидејќи делот на облекување, преоблекување кај лицата со попреченост трае некогаш и до 5, а во некои случаи и до 10 пати кога тоа е правено со асистенција. Процесот, бар ние, првиот чекор си го зацртавме и го исполнивме, а тоа беше модната ревија која имавме и да овозможиме за 31 лице од целата територија на Македонија со попреченост да им направиме померка, прилагодена облека, прекрасна колекција која што и убаво изгледа, меѓутоа им помага и во функционирањето на нив и на оние што им помагаат при облекување можеби некогаш. И првиот чекор го завршивме. Вториот чекор е понатамошно развивање на прототипите за официјализирање на првата колекција. Во меѓувреме сме во потрага по инвеститор. Нажалост, тука имаме слаби резултати, меѓутоа ова е многу специфичен проект, така што малку поспоро не оди, меѓутоа, можеби некој ќе не чуе, кој што е заинтересиран, кој што би сакал во ова специфично време да ги вложи своите средства или заштеда, или можеби од бизнис секторот, а би сакал да инвестира во нешто што ќе биде глобален бренд. Да, тоа сакаме да го направиме, да го искористиме потенцијалот на македонската текстилна индустрија и да создадеме бренд, моден бренд за адаптирана облека, нешто што еве 60-70 години некој се труди да го прави, меѓутоа нема бренд кој што обстоја. Да. Околу законските регулативи, движењето, рампите,
како оди тука, има ли некаков напредок, бидејќи имаше некаква идеја од пред неколку години дека секоја зграда практично во главниот град па и пошироко требаше да има пристапна рампа. Има ли тука некакви законски измени, гледаме напредок во училиштата и во јавните институции, меѓутоа што е со приватните? Да, како што кажа, во образованието имаме некои придвижувања. Она што ние го следиме и како зборуваме фестивалот, преку нашиот фестивал за инклузија или Infusion од оваа година се ребрандиравме како фестивал Infusion отворен за сите. Ние дури во културата поместуваме граници или рушиме некакви бариери. Еве ќе споменаме, можеби тоа е нешто чисто за да им насликаме на гледачите. Во неколку културни институции немавме пристапност за еден од лицето кој што ќе ни дојдат од Германија и ќе имаме со нив перформанс. Дуото се вика Skin, едниот е лице со попреченост. Дел од перформансот и имавме сериозен предизвик да најдеме соодветна сцена која што ќе ги задоволи неговите потреби. Успеавме тоа да го договориме со Театар Комедија, меѓутоа и таму возможуваме и правиме на некој начин ние ги трасираме тие инклузивни пракси со цел културата да стане се поотворена, не само за публиката, нели, не е секогаш доволно само да возможите и во гледалиштето да имате публика со попреченост. Дури за актерите. Но и да почнеме да имаме актери кои што ќе сакаат, можеби имале некаква попреченост, не знаеме, можеби утре задутре некој од актерите се случува, скршена нога, скршена рака, нели? Во текот на животот или оние што одат во подминат век, па потоа со тек на времето имаат слични предизвици. Значи тоа е нешто што дури ние несвесно почнавме го правиме и тие искуства ги пренесуваме на културниве институции, носиме експерти од странство кои што веќе тоа го работат со години по највисоки стандарди. Нормално тоа е кај нас сега малце поспецифично, бидејќи тој процес мора да го следат и финансиите, бидејќи тоа е сериозен финансиски буџет кој што би требало да се назначи за дадена институција да биде скроз пристапна. Меѓутоа имаме придвижувања, да речеме тоалети пристапни кои што ги гледам се повеќе во овие големи институции како театри се појавуваат. Тоа е позитивен напредок, меѓутоа сега да одиме и отклонување на оние архитектонски, физички пречки, здраве Боже, за да можеме да го направиме. Во јавните простори е нешто подобрена ситуацијата, меѓутоа има огромна поле за уште за напредок, за едноставно сите да бидеме на некој начин испочитувани, а ќе го споменам и приватниот сектор кој што исто така мора да ги следи стандардите, а да не е тоа непреверена или не знам инспектор кој што направил инспекција, меѓутоа не било скроз направено. На пример, имате лизгави плочки на рампа која што е стрмна, нити едното, нити другото е прифатливо по закон, а го гледаме и го следиме. Значи, што треба да очекуваме од овие странски експерти со кои што ќе работите на крајот, нели, после консултациите? Кои се бенефитите за лицата со хендикеп? Па еве ќе ви кажам конкретно сите што се вклучени во процесот на подготовка и имплементација, да речеме, на тој проект, кој што ќе биде отварањето на нашиот фестивал Inclusion, како што рече за 2 односно 3 дена, во Театар Комедија, е тоа што ние на некој начин ги сензибилизираме културните работници дека треба да овозможат не само на публиката, како, мислам, тоа е базично, нели, прво да ја овозможите на публиката со попреченост да биде дел од тоа гледалиште, иначе во други услови не би исполниле улогата на функционално општество, и секако да се отвориме повеќе на вакви концепти кои што ќе ни пружат и повеќе публика во културните институции. Значи, тоа е и корисно за Министерството за култура, дадените општи, дадените институции каде што се случува, и фантастично искуство за сите културни работници. Околу самиот фестивал, отварањето е на 12, трае 3 дена. Да. Што треба да очекуваме таму, кои се новитетите, бидејќи се одвива по 4-ти пат и кој е бенефитот на крајот на денот, нели, секако освен забава, што им носи на лицата со попреченост, меѓутоа и на останатите кои што е една отворена покана до сите. Секако. 5 денови ќе ни трае фестивалот. Имаме
Речи си 50 настани, ние тоа го кажуваме 30, меѓутоа ги пребројавме скоро 50 на речи си 50 на во 5 тематски денови ги поделивме настаните. Претходно ги имавме измешано, да речеме, различниот тип на активности, театар, работилници, музички концерти навечер. Сега ги поделивме на тематски денови. Тоа е исто така некој нов концепт кој што се трудиме да го имплементираме, ќе видиме дали тоа ќе функционира, меѓутоа имаме многу добри реакции од публиката. Да, започнуваме значи за 2-3 дена, најпрво со дуото Скин од Германија. Тоа е официјално предпремиерно отварање на фестивалот, малце така по ексклузивна содржина. Потоа наредниот ден започнуваме со делот на перформанс и театар, ден каде што ќе имаме интегративни театарски представи. Во постоечки театарски представи пробуваме да вметнеме по едно-две лица со попреченост, за да можеме да ја прилагодиме таа представа и да биде интегративна. Не зборуваме веќе за инклузија. Фестивалот на инклузија е нешто што ние веќе како бренд го изградивме, меѓутоа сме свесни дека тоа треба да оди во втор план. И од оваа година се преименувавме како Infusion, фестивал за сите или многу повеќе од обичен фестивал. Во вториот ден имаме уметност, значи уметнички креативни работилници во текот на денот, ќе цртаме мурал, потоа имаме изложба на млади уметници и со тоа на некој начин ќе заокружиме овој уметничкиот ден, потоа одиме третиот, односно четвртиот ден каде што имаме музички концерти. Во текот на вечерните часови една дебата со Пеца Младеновски од Супер Хикс, кој што на младите, бидејќи рековме дека програмата ќе отвориме за млади артисти и бендови, сметаме дека на нив им е потребен ветар во грб. Со Пеца Младиновски претходно ќе имаме една дебата за тоа како да им помогнеме на нив да ги отворат можностите пред себе и како да успеат во креирањето на музичка кариера. Понатаму и потоа ќе имаме 6-7 бендови. Мија Перевска за Наду Дактили, значи од неколку градови ќе имаме бендови, Fiction и потоа Breakdown Band и последниот ден и претходниот ден имаме и гейминг и друштвени игри, тоа е исто така новина. Така што малку позаборавена од наше време. Позаборавена. Она што можеби специфично би го издвоил е први водени тури во музеи. Тоа ќе го направиме во партнерство со Музеот на современа уметност, каде што ќе имаме и толкувач на знаковен јазик, така да и лицата со оштетен слух ќе можат да уживаат во културата. Една комплетна програма, 5-дневна програма, каде што секој ќе најде нешто за себе, каде што секој ќе може да ужива. Во паркот ќе имаме и во сабота и недела утрински активности како јога, медитација со мене, ќе имаме и латино будење, исто така во еден од деновите во викендот. Така да ги покануваме сите. Локацијата, значи кажавме се, не ја прецизиравме локацијата каде ќе биде. Да, на 5 локации сме, меѓутоа базичната локација ни е секако Парк Македонија или попознатиот кај Печурките, веднаш до Дом на култура Билјана Величанец, тоа е општина Кисела вода. Точно, во Домот на култура ќе не биде, например, отварањето, представите, потоа наредните денови сме во паркот, ќе имаме, значи, зацкриено со настрешници, така да никој нека не се грижи дека ќе биде сончево или ќе биде топло. И секако, Музеот на современа уметност го споменавме, театар, комедија, каде што предпремиерно ќе го отвориме воопшто целиот фестивал и ќе правиме исто така, еве, ова го изумив, први тивки дружби во Кафуле, тоа ќе биде во Амигос, каде што во моментот кога ќе влеземе во кафулето, ќе треба да зборуваме без да говориме, односно да комуницираме невербално. Значи ќе пиеме кафе, ќе се дружиме, меѓутоа ќе пробаме да не комуницираме со зборување, туку без зборување. И да се разбереме. Да се разберете на крајот, добро. На крајот ќе треба да се разбереме, да. Остана ли нешто некажано, еве да го искористиме ова како отворена покана до сите гледачи,
Најбитната Така. работа е дека сето влезници не се потребни, значи битна Така е само желба за да се присуствува на фестивалот. Апсолутно, апсолутно. Сите се поканети, можат да не пронајдат на социјалните мрежи. Нашата базична социјална мрежа си признаваме е Instagram, така што infusion.fest може да не погледнат и имате целосната програма. Пријавувањето за работилниците е веќе затворено, меѓутоа имаме неколку слободни места за некои од работилниците. Слободно тие што се заинтересирани нека погледнат за нив, за нивните најмили, бидејќи имаме за сите генерации активности. И нека дојдат да се дружиме, да се забавуваме, да се прифатиме, да се разбереме. И невербално да комуницираме. Да уживаме, да. На маргините во паркчето има прекрасни сенки, секој што сака, ќе имаме и книги, белетристика, ќе имаме класици, со кафе и со книга во некоја сенка додека се случуваат сите други магични и волшебни настани. Гере, ти благодарам многу за гостувањето во Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, еве имате отворена покана и од Сдружение Equality, меѓутоа и од Слободен печат од 12 следните 5 дена на дружење без влезници и секако збогатување на еден општествен настан. Ви благодарам многу за вниманието. Останете со програмата на Слободен печат.